Здраво, јас сум Горан Теменогов, а вие го гледате подкастот Каде се парите. Пописот во 2021 година го потврди она што многумина се сомневавме, а тоа е дека многу малку население има во држава, односно помалку од проценките што до тогаш беа во јавноста. Ова придонесуваше да не можеме да градиме реални политики во многу области. Значи имавме погрешна представа колку жители живеат во државава. Исто така, оваа депопулација сериозно влијае на економијата, а состојбите веројатно ќе се влошуваат со текот на времето. Затоа, денеска ќе зборуваме што може да очекуваме на среден и на долг рок околу бројот на населението во државава. Дали ни старее населението и дали тоа станува неодржливо и дали со тоа станува неодржлив пензискиот фонд. Дали во иднина ќе имаме работна сила и дали е можно овој негативен тренд да се промени, односно со какви мерки. На оваа тема ќе зборуваме со првиот човек на Државниот завод за статистика, господинот Апостол Симовски, кој исто така, меѓу другото, се бави и со демографија. Добро дојдовте. Добро најдов. Вие рековте дека сте демографски статистичар, не сте демограф, повеќе сакате да се наречете самите демографски статистичар, но можеби сте и најповикан во моментов да зборувате на оваа тема, бидејќи вие што се вика потесна специјалност. Благодарам. Она што јас го гледав како бројки се загрижувачки. Ова е нели специјализирана емисија посветена на економијата. Ќе зборуваме малку и за влијанието врз економијата на оваа депопулација, но прво она што сакам да ви го поставам како прашање е каква е состојбата со населението во поглед на бројките? Ние долго време зборевме дека им 2,1 милион жители е во Македонија, но испадна дека се 1,8 милиони. Каква е состојбата со демографијата во држава? Податоците кои што ги покажа пописот на населението во суштина ги покажа оние очекувани состојби кои ги претпоставувавме, меѓутоа не можевме да ги докажеме, заради тоа што 19 години имавме попис во државата. Сите сме до еден сведоци на ова што вие говорите депопулација или претежно иселување на нашите државјани и што е уште пострашно најчесто на нашите млади генерации, кои не само што треба да го би требало или треба да го носат и ниот економски развој, треба да го носат и ниот демографски развој. Бидејќи младите луѓе, односно младите семејства се тие кои што влијаат најповеќе на растот на населението, односно на наталитетот. Така тоа го гледавме сите, меѓутоа не знаевме да го изразиме во висински податок, различни претпоставки и се, а она што го спомнате проценките, тоа се податоци кои што Државниот завод за статистика ги подготвува, меѓутоа врз основа на административни извори. И ние секојаш при објавата, бидејќи еднаш во годината се објавуваат овие податоци за проценките, на средината и на крајот на годината, напоменуваме да се земаат со резерва, бидејќи базираат на административни извори, а за жал, особено иселувањето од државата, односно емиграцијата, не се следи како што треба или многу мал дел се покрива административно. Така да свесни бевме за реперкусиите кои што ги предизвикува, меѓутоа не можеме да ги квантификуваме, да ги квантифицираме заради тоа што немавме аргумент со што колкава е тоа иселување, дополнително што не знаевме во кои правци, кога се случувало и така. Но еве после во 19 години разлика, значи утната беше еден попис цел на населението, изгубени се околу 300.000 жители, значи во принцип да, заради тоа што кога гледате разликата е некаде 2 милиона и нешто беше. Така, 2,1 спрема 1,8. Не, 2,1 со проценки, 2024 ако не се лажам, илјади, сега 1.830, некаде околу 200.000, меѓутоа во право сте повеќе од 300.000 се изгубени заради тоа што овие кои што се иселиле во овој меѓу период, своите раѓањата на своите деца ги направија надвор. Значи, кога беа дома, ќе имаме дополнително плюс на она што во тој период се родило од како новороденчиња од наши државјани. Така да сосема реално дека имаме повеќе од 300.000 лица загуба. Сега, тоа е значи за 19 години и имате публикација една што е во 2023 објавена, тоа се однесува на проценки на населението, проекции на населението, проекции, значи не проценки, проекции. Кога ги гледав јас бројките, но и отидов и на Макстат базата што ја имате вие,
малце се подисплашив кога ги гледав, и сега затоа и ве вика малце да објасниме, па ќе одиме и на економски оддел и ќе одиме на неколку теми што се поврзани со економијата, но се гледа дека на светско ниво сите бараат популација и растење на популацијата, дури една Кина која што има 1 милиарда и 400 милиона луѓе смета дека во овој момент треба да го расте своето население поради тоа што е и старе, но еве табелите што ги гледам и бројките што ги гледам, јас она ме загрижуваат, но тука сте вие да ги објасните дали треба толку да сме загрижени или можеби се бидејќи се овие проекции можеби се и неостварливи. Например, гледаме ако има на висок фертилитет, например во 2025 година ќе се изгубат некаде околу 60.000 граѓани. Тоа е табелата 2,5. Значи, зборуваме тука за само една година имаме околу 60.000 со висок фертилитет, која тоа е најдобрата можна варијанта. Значи, каде што ќе стигне фертилитетот, односно жените ќе имаат повеќе деца родено. Значи, остварливо ли е ова? Како ги да ги толкуваме овие резултати? Така, прво Да објасниме, бидејќи мене не ми е и најасно. терминологијата често пати многумина кои што не се бават со ова денески мешаат термините и вие проценки, проекции, Така. прогнози и Така, така добро. натака. За обичен човек тоа е едно те исто секогаш. Така е. Да објаснам прво оваа разлика. Значи проценките се однесуваат на минатото или на сегашност. Така. И се прават врз основа на реални податоци. Значи, ние кога говоревме за процени на населението на средината и на крајот на годината, се мисли секој се изработуваат за годината претходно, врз основа на веќе податоци кои што се ги собрале преку различни извори на податоци. Во нашиот случај административни извори на податоци. И се со реални бројки. Прогнозите се предвидување на еднината краткорочно, бидејќи не можете долгорочно да предвидувате, со намера да погодите што ќе се случи во блиска иднина, говориме сега во случајот за бројната состојба структурите на населението. Проекциите се однесуваат на еден подолг временски период во иднината и немаат цел да прогнозираат, да погодат што ќе се случи, туку да кажат, да предвидат различни можни сценарија и да ги предвидат последиците кои што би станале од евентуалното дејство на факторите кои што влијаат на појавата во случајот на демографскиот развој, а тоа се наталитетот, морталитетот и миграциите, и за да може од институциите кои се надлежни за таа работа преземаат мерки да градат стратегии, да спроведуваат политики и да ги следат спроведувањето на тие политики и мерки кои што ќе се ваку, да не се постигнат несаканите резултати. Така, зборуваме за мерките, ќе зборуваме малку подоцна. Така да говориме за проекции, не значи дека ќе биде толку. Добро, но еве на пример ја гледаме табелата и јас и вие ја гледаме сега во моментов табелата. Значи има неколку варијанти што тука влијаат на проекциите, на пример ако има низок фертилитет, среден фертилитет, висок фертилитет, константен фертилитет. Ние ги нарековме така. Инаку секоја од варијантите во ова публикација има 7 варијанти на проекции. Ние изработиме 24 варијанти на проекции. Избравме 7 за јавноста да ги прикажеме. Заради тоа што одредени варијанти беа многу блиски. И се би беше многу 24 варијанти ќе се изгуби секој човек кој што ќе ги анализира податоците и нема потреба. Ја земам третата варијанта, ова се варијанти на комбинација на овие фактори. Така. Еве, висока ја гледаме третата, значи со ова е прилично до висок фертилитет, значи позитивно една од подобрите варијанти. Најоптимистичката. Таа е но и со најоптимистичката еве во 2020 проекцијата е од 1.831.712 жители, ќе имаме 1.775.175. Па после за 6 години од сега во 30 ќе се изгубат, ќе имаме 1.663.000. Па тоа ако го растегнеме до 2070 година колку што е овде например, 2070 ќе дојдеме до 1.400.000 жители во Македонија. А ова е најоптимистичката варијанта. Добро. Он можно остварливите најоптимистичка. Инаку најоптимистичка од овие што ние ги произведевме, таа е само теоретска, таа нема. Немаш можност да се случи. Во праксата таа е да немаме миграционо салдо, да немаме миграција, да имаме нулта миграција, никој да не се исилува, никој да не се доселува во земјата. Или секогаш постојано да е бројот на доселени и одселени еднакво, што е теоретски невозможно. Меѓутоа, па ваквите и уште не имаме теоретски невозможна варијанта,
таа е со константни и миграции, и морталитет, и фертилитет, и двете служат само да покажат одделното влијание на различните фактори. Така. Колку одделен фактор влијае вистински на појавата, бидејќи Така. кога ќе ги комбинирате, некогаш едниот фактор превладува, другиот фактор може да превладува, третиот, вака покажува действото на сите фактори. Што подразбираат овие варианти, прво да кажем? Значи, ние во старт, значи не се тоа од памет, однака, не знам, мислиме дека ќе оди така, некој му текнува, да, него се следени до сегашните сите случувања, голема серија на податоци за движењето на фертилитетот. Намерно спомнувам фертилитетот, тоа е битен за изработка на проекции, тоа значи број на раѓање по жена на фертилна возраст, на возраст кога може да роди, меѓу 15 и 49 години. Исто така, долго временски период е следен морталитетот. Како стапки, како причини за смртност и така натака. И се направивме обе, тоа беше најтешкиот дел, како да ги детектираме движењата на миграциите, бидејќи нема податоци. Бидејќи Македонија сепак е држава која што има проблем со иселувањето, а најтешко е и сите земји кои што имаат ваков сличен проблем, како да ги регистрираат иселувањето, иако по закон треба да се пријават, меѓутоа тоа никој не го прави. И од многу едноставна причина, никој не е сигурен дека некаде кај што ќе отиде, ќе остане. Па на крајот на и првата желба не да остане, одат на студии па сите остануваат, примерно и така натака. Така да нема ваква евиденција. Меѓутоа, индиректно може да се добијат одредени сознанија и во овој дел, бидејќи секоја земја па има добра евиденција на приливот на мигранти од надвор. И ако ги земате податоците кои што ги има во и на Обединетите нации, и на Евростат сајтовите, и на ОПСЕ и така натака, може да добиете информација на доселени државјани од други држави. Сега тука постои една мал проблем, вие не мора да во Германија директно од Македонија дојдете, не можете прво во Италија, па во Германија, тие го регистрираат како доселеник на македонски државјани. За жал, кај нас во последните 10 на 15 години, вовода на луѓе што се селуваат со бугарски пасоши. За земјата кај што се доселуваат, тие се државјани на таа држава, не на Македонија. Така да се ова се резерва малку, меѓутоа ако тоа се убаво го изанализирате, ние дојдовме до некоја констатација за годишното салдо на миграција. Плюс податоците од пописот, каде што направивме обид да офатиме што е можно повеќе луѓе и надвор кои што се иселени, баш од овие причини да видиме какво било темпото, каква била структурата старосна на лицата кои што се иселувале и слично, што ни беше од огромно значење за анализите кои што ги правевме за проекција. И ги поставивме и хипотезите за миграциите. Имавме 5 хипотези за морталитетот, се извинам, 2 хипотези за морталитетот, 3 хипотези или 4 за фертилитетот и 2 за миграциите. Кој ќе ги скомбинирате сите овако, 24 варијанти на овако, одбравме 7. Повторувам, ова се можности, нешто што може да биде како последица. Да видиме сите кои што треба да носат политики, да креираат стратегии и така натака, да знаат што може да се случи. И јас ќе бидам најсреќен од ниједна од овие варијанти, бидејќи ниједна не е оптимистичка, да не се случи. Најоптимистичката ја взимаме и податоците не се добри. Што укажува се во ова? Што ни кажува како демограф, загрижувачки ли е, например, за 16 години од 1 милион и 831 илјада да паднат на 1,5 милион. Значи тоа е у суштина... Ајде да земеме теоретската. Не, ова е остварливо, сега тие неостварливите нема да ги изборим. Зашто ја земам теоретската? Нулта миграционна салда. Значи никој да не се иселува од држава. Така. Со тоа што да го следиме оние закономерности кај фертилитетот, кој што може, ние предвидовме 3 варијанти, да биде некоја средна вредност да се движи, да има благ пад и да има благ пораст на лакот. Дури во најдоброто, да има благ пораст на фертилитетот, ние губиме население без миграција. Зошто? Заради тоа што е страшно промената старосната структура на населението. Она група на население која што треба да го движи напред наталитетот, фертилитетот, таму имаме голема дука заради досегашното иселување. Се иселуваат млади луѓе кои што своите фамилии играат надвор. Значи, децата кои што планирале да ги раѓаат надвор од држава. И ако ги погледнете податоците, ги објавуваме секоја година, имаме
поприличен пад на бројот на раѓање во државата, константен, а имаме константен раст на раѓање на деца од наши државјани во странство. Што значи чиста загуба на жива сила и дупка во тоа население кој што треба да раѓа. И односно на младото и средно население, бидејќи секоја година, нели, со старењето на тие групи одат во средното население. Ова автоматски подразбира дека и да имате пораст на стапките на фертилитет, вие ќе имате помалку раѓање секоја година. Бидејќи нема кој да раѓа. Нема. А заради намаленото раѓање, па она стеблото на пирамидата се стеснува се повеќе, како оди нагоре со текот на годините, уште повеќе го намалува фондот на лица кои што се во фертилна. Значи, суштина стануваме земја на пензионери, на возрастни лица. Видете, ова се трендови во цел свет, особено во Европа, меѓутоа и во земјите во развој, иако таму помалку се забележува, бидејќи се уште таму имаме интензивно раѓање, меѓутоа многу помало од пред 10-20 години. Но еве најоптимистичкото, сакам забележувам дека сакате во подкастов да бидете оптимист и да земете оптимистичкото. Јас сакам само да кажам дека не секогаш. Наредната година на пример и во добри услови, ние не можеме брзо да очекуваме некаква промена позитивна. За мерките, но тоа само сакам да го кажам. За една година би изгубиле според проценките би изгубиле 13.000 жители. Тоа значи наредната година Македонија би имала без ни еден да мигрира, да нема миграција. Зборуваме сега што го викате години податоци. Така, 2025, сега сме 2024, сега збориме за една и сега би било 21 ни беше стартната основа. И сега би било 1.818.000, тоа е 13.000 помалце од 2022, па после се губат уште 26.000 дополнително. Тоа е резултанта на старењето на населението. И повторно, на пример, во 2070 година би добиле 1.485.000. А имаме овде и со други константни вредности, каде што бројките се страутни. Шеската што ја гледаме, константни вредности, тоа е најнеповолното веројатно сценарио. Тоа невозможно, ама најнеповолно. Но ајде ќе се вратиме, јас она што го сакам, тројката ја гледам. Да. И таа не е добра. Ниту една не покажува. Така не позитивен покажува. тренд. Сега, доаѓаме до моментот, фертилитетот го спомнувате, ние имаме исклучително низок фертилитет, треба... Не би рекол. 1,5 е колку што знам. 1,57 беше во годината кога пресметував, кога стартувавме. А за да имаме проста репродукција, односно да бе останеме 2,1. Значи 2,1 дете по жена во фертилен период за да се возможи проста репродукција. Така. Сега тоа го немаме, имаме само 1,5 дете, 1,57. Ама нема држава во Европа која што има 2,1. Значи, сакам да кажам дека ние се движиме во рамките на она што е стандард, тоа е глобален. Да, ова е веќе доаѓаме до моментот ние сме мала земја и каде што ова веќе драстично се чувствува. Не, сите земји го имаат тој проблем. Вие ја спомнавте Кина на почетокот, дека се враќа на некои си демографски стратегии кои што посакуваат раст на населението и слично. И долги години има заради големиот наталитет што го има претходно, закон за ограничување на бројот на раѓање на едно дете. И што добија намалување на населението, добија и интензивно старење на населението, бидејќи мал прилив на младо население, а она претходно од големиот број на раѓања доаѓаше во таа стара возраст, сега тие добија исклучително старо население. И затоа именуваат и политиката. Така да, ова се светски трендови. И се резултанта на многу фактори, кои што вие не можете да ги избегнете никако. Сега доаѓаме до прашањето, у суштина нас ни недостасуваат младите од 24 до 39 години. Некако таа недостасуваат и младите од 0 години. Од 0, добро, во иднина. Како резултат на тоа што овие си одат. Така, но во овој момент оваа генерација у суштина е најизразена дупката, не произведува од 0 до ги нема децата. Тоа е едната така. Тоа е и ни недостасуваат од 24 до 39 што треба да ги направат од 0 до не само тоа, треба да направи економски развој државата, целата економија да држат на државата. И таа дуба, и сега доаѓаме до централното прашање со ваква голема дупка, значи она што го зборите како печурка у суштина доаѓаме, стеблото имаме се потесно стебло каде што имаме пирамида добиваме печурка. Така добиваме возрастните категории се горе, значи возрастните се горе како печурка, многу ги има, а у суштина младите ги нема, а би требало да биде тоа распоредено малце подобро, односно да биде поправено. Треба да биде во пирамида. Во пирамида, тоа е неостварено. Сега доаѓаме до централно прашање, ова беше воведот.
вие така викате дека имаме и по-оптимистички да гледаме малце на работите. Гледам дека сакате вака, јас сум најголемиот песимист. Дури едно време пред да биде пописот, имав една несреќна изјава, ме критикува многумина и јас реков се плашам да не бидеме и 1,5 милиони. Бидејќи немав никаков податок колкава е таа емиграцијата. И таа за жал секоја година се зголемува се повеќе и повеќе. Не е тоа нешто што се случи одамна, ние емиграционно подрачје со векови. Кај нас, нели, сите половина песни народни се са за туѓина и за така натака. Меѓутоа, имаме два големи брана на иселување од нашата држава. Едниот е уште во минатиот систем, уште во времето на СФР, околу 70-тите години, кога Западна Европа, особено Германија, бараше многу голем број на неквалификувана работна сила. И мојата генерација и постарите од мене паметат многу добро кога композиции возови одеа за Германија на дневна основа. Денеска, за жал, исто е побаруваш кога за работна сила во Западна Европа е страшно голема. Ама за најквалификуваната работна сила. Сега ние не губиме само од јадрото демографско, младо население кој што треба да носи и економијата, и сите останати процеси во државата. Ние го губиме најквалитетниот кадар, што е уште пострашна работа. Значи, не се соочуваме веќе со недостаток на работна сила во државата, а уште повеќе со квалификуван недостаток на работна сила. Јас не говорам само со високи школи, така натака, со специфични занимања, занајати, кои што се и текако барани и потребни на пазарот на труд. Така да, овој проблем, за жал, не се даваше многу внимание во минатото. Во социјализмот тоа беше политички сокривано, ние никогаш не сме викале во тоа време и селеници, викавме нашите граѓани на привремена работа во странство, што никогаш нема да се вратат. Меѓутоа некоја си политика да се сокрие. И тогашните пописи дури ги вклучува и овие лица кои се надвор, за да не покажеме дека ние имаме помалку, што беше сосема погрешно од било каков аспект. Ја не говорам од политички, говорам од демографски аспект. Да, овде зборуваме за демографија. Да. Сега одеднаш почнуваме и гледаме овие работи, иако кај нас пописот се сваќа политички сосема друго значење има во државата, како третман има пописот и слично, меѓутоа клучот е да ги видиме демографските особености со сите квалитативи на човекот кој што живее во нашата држава. Ние што не се случува од нас? Заради неекономски фактори. Ако некојаш бил економскиот фактор главна причина за иселувањето, денес е втора или трета причина, односно по ранг причина за иселување. Денеска луѓето не одат надвор заради тоа што таму може да заработат повеќе пари. Никаде парите не се заработуваат без да се заангажира човек. Ако се ангажирате и ако имате знаење, способности, слично и дома може да заработувате добро. Меѓутоа викаат, јас сакам да имам квалитетно образование на моите деца. Јас ќе дојдам во возраст кога ќе сакам квалитетно здравство, кое ќе ми биде потребно, ќе ми треба секогаш, ама тогаш особено во поодмината возраст. Јас сакам да живеам во мирни, социјални, вакви, онакви околности и државата ми ги штити моите права секогаш. Луѓето во принцип бегаат од тие причини. И тој бран е се поголем секоја година. Така, Однешто го земав не за проекциите, само да допомнам за да знаат гледачите вашиот подкаст, предпоставки дека околу 2030 година ќе влеземе во Европската унија, што не мора да се случи, ама еве го земам како предпоставка. Ако се случи да се пролонгира тој влез, и реперкусиите ќе се пролонгираат, особено околу миграциите. Да, доаѓаме до прашањето на што го зборувавме веќе. Во Европска унија кој ќе се отворат пазарот слободно, да немаме потреба од бугарски пасош како што има некој па да излезат од државава, тогаш ќе може македонскиот работник квалификуван, способен, вреден да работи во цела Европска унија, па тоа ќе биде на ангро заминување од државава. Сите го мислиме дека е така. Сите земји кои што поминаа низ овој процес, а популичен број на земји од особено Источна Европа, поминаа низ овој период и можеме ги согледаме случувањата таму, кои што во принцип се рефлектираат секаде. Еве и во Хрватска сега се случува тоа што се случуваше таму пред 20 години. Имено што се ние го имаме и сега тој иселенички бран. Поприлично голем, некаде во моментот меѓу 15 и 20 илјади лица годишно се иселуваат, што е страшна бројка. Тоа се некаде околу 1% од државата годишно ни заминува надвор. Ама ако ги додадете и бројот на децата што ќе ги родат, тие малку повеќе од 1%. И секоја година се зголемува. До влезот во Европската унија и неколку години после влезот во Европската унија, ова ќе расте оваа бројка. Ние дури сме предвиделе дека миграционото салдо
во 2030 година би било 20.000 лица. Минус, негативно. Така е. Зошто? Заради тоа е тренд со сите земји се случи тоа. Така. Меѓутоа сега сите тие земји кои што станаа членки на Европската унија, исклучително брзо зајакнаа во својата економија. Сите до една, значи немате исклучок. Дури една Бугарија која што сметавме дека се уште многу од нас и не знаат кај се наоѓа, е на далеку повисока позиција него она до нас што беше пред да влезе во Европската унија. И оној кој што се исели од таа држава, вели чекайте сега, ако јас имам добри економски услови дома, ако се во меѓувреме порасна квалитетот на образованието во мојата држава, ако порасна квалитетот на здравствените услови во мојата држава, ако правосудството почна да делува ефикасно и ги имаш сите оние заштити на човековите, па што мајка барам јас да работам, да бидам странец, кога можам да имам добри услови за живот и дома, да бидат меѓу своите. Имаме еден страшно голем, висок, реверзибилен процес. Од друга страна, мора да се соочиме со таа реалност дека веќе кај нас настана дупка, особено во работната сила. Ние имаме недостаток на работна сила, особено квалификувана. Веќе почнува да размислуваат сите земји и го прават тоа на увоз на работна сила. Треба ли ние да размислуваме? Веќе размислуваме и тоа прашете ги во деловниот сектор, сите дојдени ќе ви кажат нас треба да увеземе работна сила. Дали е тоа, сега доаѓаме до моментот, зборувавме за миграцијата, вие гледам дека најмногу се плашите од миграционите движења, дека фертилитетот и наталитетот, фертилитетот и морталитетот генерално се константни. Тие се последица во моментот. Така. Но на клучниот фактор е миграција. Миграцијата. Бидејќи таа има двојно дејство. Така. Сега доаѓаме до морталитетот мерките. и фертилитетот имаат едно дејство. Или се раѓаат деца или не се раѓаат, или умират или не умират луѓе. А ова губите население жива сила, ама губите и раѓање. Така. Така. Доаѓаме до мерките. Сега. Значи, зборувавме, веќе напомнавте дека би требало да се намали, некако да успееме да го намалиме миграцијата со некои мерки за да им дадеме на помладите у суштина некој подостоинствен живот. И еве овде со проекциите имате дека во 2070 би требало да се вратат 6400 луѓе од странство, значи да се запре некоја да стане позитивно салто. Позитивно салто. А ако било 20.000 негативно, како што очекувате во 2030, тоа се 26.000 разлика. Така е. Така еве ги гледаме табеливи се интересни. Сега што не следат луѓето, може не им се јасни толку. Малку збунувачки сега, да. Но има препорачувам да отидат на страницата, на веб страницата на Државниот завод за статистика, значи тоа е stat.gov.mk, може да ја отворат студијата, може да отворат Макстат база, да ги видат бројките, интересни се и за да знаат у суштина што не и текстот да го прочитаат. И да го прочитаат така. Но генерално гледаме дека има некоја проекција позитивна, но што правиме сега со мерките? Што треба оваа држава да преземе? Бидејќи гледаме дека под тепих се ставаше демографските прашања долго време заради политичкиот момент, дали е некој 25, 31, 58, 62, едноставно измешавме толку многу политика што не можевме да спроведеме еден нормален попис за да можеме да знаеме колку сме, каде сме, што сме направиле, едноставно да креираме некои политики. За жал сте во право. Кои мерки? Значи клучната работа, сите земји кои што се обиделе да спроведуваат одредени демографски политики, што е добро да се спроведуваат демографски политики, стратегија да се креираат и да се спроведуваат политики, а кои го поставиле вниманието на порасна наталитетот на раѓањата, сите имале неуспешни политики. Значи на трето дете што го знаеме или четвртото, тие се нарекуваат пронатални политики. Тие политики никаде, ама буквално никаде не вроделе со плод. Имало ефекти во првата, евентуално во втората година спроведување и после тоа ефектот е повторно никаков, односно се враќа дури по интензивно е намалувањето на бројот на раѓање. Формирањето семејство денеска не е само чисто репродукционен процес. Ние треба да сватиме дека денес размислувањето на идните родители дека сакаат да им обезбедат квалитетен услов, квалитетен живот на тие деца. Понатаму, да им дадат барем добар старт ако нешто повеќе во живот. Значи не е вие да креирате некакви си, не знам, стимулации на почетокот да се роди трето, четврто, пето дете се едно, па ние сега веќе за второ ќе почнеме да разговараме. И до кога? Тоа дете ќе треба да се изгледа, треба да изучи некоја школа, треба да добие одредени вештини,
денес без познавање на странски јазици се неписмен човек и така натака и така натака и така натака. Сето тоа чини. Значи не можете вие со оние краткорочни стимулативни мерки да обезбедите дека некој свесно ќе каже аха, мене ова ќе ми даде можности да јас одам по повеќе бројно семејство. И X други фактори, вие не можете биете мајка за едни, за другите мајки, за едни ќе кажеме овде ќе имаме понисок наталитет, па ќе стимулираме, овде ќе има повисок, таму нема да стимулираме. Вие државата не може да биде за едни мајка, за други мајки. Мора да има еднакви аршини за сите. Така да сите овие политики што се имплементираат, па и кај нас, нели имавме една таква стратегија, не вроди со плод. Клучниот проблем се миграциите. Ние треба да влијаеме да се намалат миграциите. Вештачки не можете да затворите граница, да кажете вие немате право да одите никаде, не можете. Живееме во 21 век. Границите се отворени во светот. Светот е страшно мобилен. Дури најбогатите држави најдобро, како да кажам, од сите аспекти организирани држави и таму има миграции. Да, на пример Германија, германците во Америка мигрираат многу често. Најбогатата често. Луксембург има миграции. На крајот на ништо просто. Живеат во, бидејќи мала држава во Франција или во Германија, да плаќаат помали даноци, работат во Луксембург, имаат многу повисоки плати, двојно или тројно е поевтин животот ваму. Мислам, секој си има свој причини како. Значи, тоа е невозможно. Вие треба да му дадете можност некој да не размислува да си селува. Тоа е клучната работа. А веќе спомнав какви проблеми имаме, зашто денеска се селуваат луѓето. Значи, ние ако успееме или да тргнеме да ги решаваме овие проблеми, економијата нормално, да работите и заработите, јас велам на секоја точка на државата, да имате можност да работите и заработите, да имате квалитетно образование на секоја точка од државата, не само некаде или никаде, да имате квалитетно здравство секаде, не мора сите во Скопје да дојдат се лечат, ако имаме воопшто во Скопје квалитетно здравство, да имаме добра инфраструктура како мала држава да може да стигнете брзо и безбедно секаде по било која потреба и да може да ги задоволувате сите останати потреби културолошки, социјални и така натаму. Тогаш можеби ќе имаме и подобрување во сферата на наталитетот. Мито клучно дека ќе имаме помалку желба да се селуваме. Да, некој ќе сака, јас сакам да пробам некој друг нов начин на живот. Тоа секаде се случува, не, јас бегам од тука бидејќи ова неподносливо. Така. Тоа нема да се случува. Така. Тоа се мерките по мене кои што треба да се друго со краток ефект или без ефект. Препознавате ли во минативе 30 години, вие имате работено на сите пописи од 91 колку што прочитав, сето тоа... Нема 2011, бев исклучен. Да, добро, да и не успеа. Ме исклучија. Не ради мене. Тоа е више старт, не успеш. Да, добро, беше исполитизиран до крајни граници и не можам да се враќам веќе на тој период. И овој попис го направив со истите луѓе. Така. А беше успешен. Сега доаѓаме до моментот дали политиката е свесна за себе и дали гледате дека се фокусираат на проблемот со демографијава? Мене ми е многу драго и кога ги објавивме податоците од пописот и особено кога ги објавивме проекциите на населението, добија поприлично јавност овие податоци. Јас не говорам сега за оние политички дел околу пописот, тоа имаше преголема јавност, тоа беше дури многу досадно. Говорам за самите податоци. Кога ги објавивме, тоа беше бум. Одеднаш луѓето почна ги заболе главата. Дефинитивно ги заболе главата што не се случи. Кај го изгубивме тоа население? Претходно не сакаме да го гледаме едноставно. Пред твои очи половина семејство ти се иселило, а ти не гледаш дека нас се иселуваат луѓето. Сега денес отворија очите и имавме како институција исклучително многу барања на податоци од пописот. И ворени надвор до што иако огромен сет на податоци објавивме и е достапен за сите, имавме барања на податоци за многу пониско територијално ниво, особено од локалните самоуправи за планирање на урбаниот развој, меѓутоа урбаниот развој не само градба на згради, туку се она што се подразбира дали треба училиште, дали треба улици, дали треба водовод, канализација и други фактори кои се битни за едно урбано живење. Значи огромен интерес за таква една работа и големо внимание во јавноста доби објавувањето на проекциите. Да, луѓето беа на прв момент збунети, чекате што прават овие, како ова, отидовме, ние без луѓе ќе останеме и така, така. Се добија сам дека ова се можни сценари, да не дај Боже да се остварат, никој не би сакал. Ама ајде направиме нешто, да го ставиме прстот на чело и да почнеме здраво разумски
да работиме во државата, тоа да не ни се случи. Така, рековте, еве, да не се поттикнува, да нема пронатални политики, не даваат Може, резултат видете, може, јас на не викам долг никогаш рок. дека не треба да има и такви мерки. Така, Некои стимулативни мерки, ама не исклучиво на тоа да се базира. така. Зашто не? Зашто не? Еве, ние немаме проблем само со бегањето на луѓето што треба да родат. Ние имаме заради образованието, ангажман работен и така натака, пролонгирање на првото раѓање. И тоа е интензивно пролонгирање. Има многу случаи да жени на 30 години немаат никакво раѓање. Така. Туку првото раѓање е после 30 година возраст. Примерно стимулативно да биде пред 30 години, меѓу 25 и 30 години, во најидеалниот период заради здравјето на жената и така натаму. Не знам некои други мерки во образованието, да се обезбедуваат услови за децата и така. Тоа не е тоа лошо да се прави. Така, а дали е добро, на Ама пример, нема да ви направи ефект не за кој знае каков, али не е лошо. на пример, сега веројатно ќе се отворат наскоро дебати околу засилување на заострување на можностите за абортус. Дали тоа е една од можностите, на пример, за да се Видете, абортусот во принцип е Бидејќи тој ќе ни го продадат веројатно како приказна, ќе ни го продадат како да се сопре депопулацијата. Прво, околу абортусот апсолутно секој, барем јас сум присталица на тоа, секој од нас да си има право да си го да е сопственик на своето тело, да не може никој да му ограничува што може да прави со своето тело. Во случајот на абортусот. Ако нема абортус, ќе има заштита поголема и така натаму. Со тоа се решаваат несаканите бременности. Саканата бременост никој нема да абортира свесно, ако тоа сакано. Ние говориме за овој дел. Креирање на политика за сакана бременост. Да нашите млади луѓе да сакаат да имаат деца. Така да ова се и ефектите и кога би имало некои забрани, кога би немало, се минимални, никакви, невидливи. Да. Сега, дојдеме, колку вас што имаме депопулација и овие бројки, рековме дури за под 20.000 очекувате во наредниот период. Можно е да, точно се зборам на очекување, да се иселуваат. Колку ќе наштети на економијата и дали решение е увоз на странска работна сила да се увезе? Колку може да се анулира се ова негативно што ни се случува во моментов со популацијата? Така, значи, ние веќе имаме многу негативни ефекти од високото ниво на емиграцијата. Ние со години наназад државата од буџетот го финансира пензијскиот фонд, бидејќи оние кои што работат и кои што уплаќаат придонеси во овој фонд, тие се недоволни и ги покријат потребите за пензијскиот фонд за пензионерите. Со намалувањето на бројот на населението, односно со иселувањето, особено на младата популација која што треба да носи тој економски развој, вие имаме промена во структурата на населението. Се зголемува учеството на старото население. Помала број на луѓе треба да финансираат многу повеќе луѓе пензијски. Значи оваа дупка ќе биде уште поголема. Понатаму, не е само тоа, како старе населението, се поголеми трошоци и во фондот за здравство. Вие треба да покривате многу поголем број на здравствени услуги кои што ќе ги бара тоа население по природен пат, бидејќи остарело, кај што многу болести кои се типични за возраста и така натака се јавуваат, ако што чинат пари за лекување. И она клучното, нема да имате кој да произведува. Ние може да носиме милиарди странски инвестиции, одека вие нема да имате човек да вработите таму. Треба да донесат и работници со себе. Тие компании, примерно, ако доаѓаат од странство. Дали имаме така да последите ги чувствуваме уште сега. Како ова дупка се зголемува, тие ќе бидат се поголеми и поголеми. И гледаме се повеќе и повеќе ќе учествува старото население во населението. Тоа веќе учествува. Учествува, ќе се зголемува и и во позитивните и во овде имаме да едно такви некои има во публикацијата. Гледаме до 2025 на пример како ќе биде со кај земеме висок фертилитет и сето тоа, пак имаме зголемување на возрастната група на старите и тоа сериозно. Вака, ајде го земеме учеството на 65 години и постарите лица. Така. Во вакото. Ако во моментална состојба 2022 беше стартната основа на овие проекции, 17,4, значи од 19.1 до 18.6 се зголемува до 25 година по сите можни варијанти. Меѓутоа, 20 дубле сакодиме,
на 30, 32,5, 30,6, 25,9, најдобрата варијанта, таа вие 14. вашата што ја сакате најповеќе, 30, 21,2, 39, 31. Значи, пазете, двојно зголемување на учеството Значи на старото зборуваме население. така е, На зборуваме оно што сега по закон треба да биде во пензија. во пензија. Обеди. Ова е сериозна бројка, Не значи треба, не треба премногу анализа за себе. Доволно само ова си. А од друга страна, ајде да видиме ова кој што треба да ги покрива овие, значи, од 20 до 64, ако ги собереме, вкупно се некаде околу 60% во 22 така. на 53, 51, 50, 42, значи, ајде околу 50. Околу 50. Значи- Значи ние имаме, пазете, ова за сите што не следат само за во 2025 наредната година во однос на 2022 кога е стартна, имаме Не, ова е некаде прикажуваме публикацијата. Да. На Марсат базата ги имате поединечни години, за секоја година Да, поединечни. еве сега ги гледам јас од публикацијата. Например, имаме 1,7% поени зголемување на учество на Старото на луѓето што се над 65 години. Само зборуваме наредната година во однос на 2022 ќе имаме 1,7% поени. Тоа е сериозна бројка, тоа е многу луѓе у суштина. Ова Ето, можеби не како квантитативна бројка, Така. ама како учество во како целината, учество така е, да, но бидејќи и- некој треба тие да ги храни. така е. И треба да им обезбеди здравствено заштита, Дополнително. Да услуги, ги лекува, да ги сето храни така. и така натаму. Така, а нема. Старачки домови утре потребате. Она печутката расте у суштина, а стеблото се потенко. тесни, Се тесни, а најлошо е што ги нема оние младите генерации што ќе Ното можат. на пирамидата е Ова не се баш добри резултати. Има ли начин како да се спречи се во ова? Па мислам да го кажав начинот. Да, Ако го се кажи. делува на овој дел, и нормално никој не може да очекува дека за година дена ќе се случи нешто. Колку се овакви И политики увозот на работна сила, и увозот на луѓе, пардон, на население. на население? Ама и тука треба да се биде многу внимателен во тој дел, не е само бројка на луѓе, се обрате. Немам никакви, не сум хомофобичен, не говорам за некакви си предрасуди. Секоја земја, за да си го паралелира пред економскиот развој, а со тоа и можностите развој до другите области, треба да, и ако има потреба за увоз пресебна работна сила, мора да внимава што увезува. Квалификувана работна сила, какви профили на луѓе нас ни требаат. Не е дали имат, ние сега имаме високо ниво на невработеност. Меѓутоа, кога ќе ги видите поdatоците за тие луѓе што се невработени, ќе видите дека 90% од тие немаат никакво образование или најмногу основно образование. Значи немаат квалификација никаква. А втората работа што немаат ни желба да се преквалификуваат, затоа оваа бројка е константа некаде. 16% нема да ја симнете вие невработеноста под овој дел, заради тоа што едноставно се луѓе кои што немаат амбиција, тие се само повеќе евидентирани за да примаат одредени социјални примања. Така. И, значи, и да увезувате население, треба да увезувате население кое што ќе одговара пред на економскиот профил. Не говорам од каде, не говорам тоа дали треба да биде, не знам, бело, црно, жолто, по религијска, не е битно од каде. Треба да имате, внимавате од профили на квалитет што би увезувале. Значи вие сте Како за да нешто се го прави- увезе квалитетна Не, работа. ќе мораме. А ќе морам. Не дека јас би сакал. Немам ништо против, кажам, не сум хомофобичен, светот е денеска отворен, ќе биде уште поотворен. Овако. И тоа ќе се случи. Меѓутоа, ако се случува стихино, ќе ви доаѓа и несакано население. Говорам неквалификувано и така натаму, кое што ќе мора па и социјално да го обезбедуваат. А никој да не очекува дека нас ќе ни дое, не знам, ако некој се доселува во Македонија, ќе се досели некој од Шведска, каде што има многу подобри услови за живот или од Германија и за заработи, ќе дое тука да живее. Можеби, не знам, инцидентно некој се заљубил и така натаму. Ама говориме за она помасовно. Значи овие сега сите што ние старееме, доаѓаме до на граница од 65 години, значи ако сакаме да имаме кој да финансира пензионерите, односно неактивното веќе население, возрасно неактивно население. И социјалата, и здравството, и Во образованието. суштина ќе мора да ја најдеме онаа млада популација која што тоа ќе го направи. Така е. И тоа еве се случува секаде во светот. Дури одредени земји како Полска, која што е страшно хомофобична земја. Страшно хомофобична земја. Имате еден куп странци кои што таму живеат и работат. На крајот на жизнта ова што се случува со Украина. Полска е точно дека е граниче со Украина. Меѓутоа прибра најголем дел од бегалците од Украина. Мислите дека тоа што многу ги сакаат
украинците или се сожалуваат на нивната судбина. Не, многу прагматично. Тоа се се квалификувани луѓе, значи во сите земји од бившиот Советски сојуз уште многу одамна средното образование беше задолжително. Сите се тие писмени луѓе, образовани луѓе. И ги прибраа бидејќи им требаше работна сила. И тоа е клучот. Се останато е шминка и е политика. Така, значи, само мала корекција, мислам, не хомофобични, ксенофобични. Ксенофобија е констранција и така. Да, И окей. хомофобични, да се разбереме. Да, добро. Значи, Се извинувам, ја терминологија. Ако, Да, прифаќам. значи тоа е само мислам дека ми е разбра поентата. Да, тоа е, вашата затоа грешка. и коригирам за да не се негативно да се коментира после тоа, да појасниме, разбрав што зборувате, но мислам дека мала лапсус Јас се лингва се извинувам за вика вашите тоа. гледачи, да. Да, лапсус лингва е тоа, Така е. значи се случува. Значи, окей, значи ќе мора да се увезуваат, значи, работници за да не финансираат сите нас што ќе дојдеме да се пензионираме, ако успееме да дочекаме да се пензионираме. Ја начнавте темата за неактивно население. Многу често, еве ова е економска емисија и многу често зборуваме дека тоа е еден голем базен од каде што може да се извлечат работници на пазарот на трудот. За да појасниме само нешто, некаде имаме околу 700 и нешто илјади вработени сето тоа, некаде горе-долу имаме околу 500-600 илјади што не се воопшто на пазарот на трудот. Генерално се надеваат малце и економисти и бизнисмени дека од това што се вика базен на овие неактивни што не се дел од пазарот на трудот ќе излечат луѓе. Може ли да се да надеваат или тоа е утопија во суштина тие луѓе никош нема да дојдат Не, тоа е нешто што работат? може да делумно реши одреден проблем. Целосно апсолутно нема можност, бидејќи во тоа неактивно население да за вашите гледачи објасниме, спаѓаат и децата кои што се во образовен процес и децата Така малите до деца. 15 години статистички. До да, и оние лица кои говориме се за неактивно, кои што Така. не се вклучени во Така. работниот процес. Значи Процес. студентите се во неактивно население. Така. Ако не барат активно работа, Така. ако не работат или ако активно не барат Така. работа. И оние сите кои што се вршиле со својата работа, сега се во пензија, слично или никогаш кои што не работеле во живот и не барале работа. И сега, поголемиот дел, кажавте од кои причини, се наоѓа она група на повозрастно население, значи таму не е 500.000, туку некаде околу 350-60 илјади население кои што е во оваа група, каде што примерно ако се зголеми старосната граница за пенсионирање, вие уште 2-3 години може да ги, особено оние кои што имаат и добри квалификации, а и физички и психички се во можност да понатаму да продолжат со работа, зошто не се искористат, особено наму каде што имаме дефицитарни кадри. Меѓутоа, ја многу тешко може да го обезбедите во онаму каде што имаме поголем ануелен труд. Примерно во текстилните фабрики, во градежништвото и така натаму, каде што физичките напори се далеку поголеми отколку оние кои што седат во канцеларија, кои што би можеле да продолжат и слично. Значи, со ова нема да го решите проблемот. И може да закрпите мала дупка. Малку да санирате од проблемот. Ама нема да го решите проблемот. Проблемот треба да се реши трајно или перспективно трајно. Значи, на подолг рок да се размислува, да не денеска, оваа година ќе решиме нешто малку, ама до година пак ќе биде проблемот, след ќе се јави. Ние треба да најдеме и тогаш решение. А веќе овој фонд нема да го имаме, ќе го искористиме. Така. Еднаш. Аха. Сега дојдеме до прашањето. Гледав една табела на МАК стата базата што е во неактивно население има 87.000 со високо образование. Малце ме збуни таа Така не ме бројка. чуди, значи денеска голем дел од пензионерите се со високо образование. Дали би можело да се активираат? Рековте дека тоа е пред малце рековте дека тоа е малце така, не тој што може би требало да се размисли, но не е тоа решение. Не е решение на долг рок. Не е долг. Може би, еве, многу земји во Европа особено го пролонгираат датумот на возраста на пензионирање. Меѓутоа имате видуки синдикати кои се борат обратно. Значи на пазарот на трудот имаме судир меѓу две страни кои што нели оној баланс треба секој да се постигне, едни во интерес на работодавачите, други во интерес на работниците.
Меѓутоа ова нема да го реши проблемот, тоа сакам да кажам. Така нема да го реши, Не дека нешто нема позитивно да има. Би можело да има позитивно. Би али можело во да има суштина позитивно. проблемот ќе Ама го реши многу малку, не многу, а нема се реши недостатокот на работната сила. у суштина миграцијата мора да се запре. Ако Дефинитивно. направиме Број еден. Клучниот проблем, кој што јас сум среќен касно, но пак се гледавме дека тоа не е проблемот главниот. Не е ни наталитетот, проблемот не е морталитетот, проблемот не е миграцијата. А влијае на овие првите две. така. Значи у суштина тоа е решението. Да не кажам колку државата изгубила средства во економски аспект во нивно образование на тие луѓе. Вие сте го писмениле, сте го образовале некој, сте му дале вештини и тој ќе се замене, а вие од тоа немате ефект никаков. И некој на готов ќе си ги добие тие сите вештини и тоа знаење и тој капацитет работен кој што таму ќе се остварува. Дали еве човечки ќе ве прашам сега веќе некако директор на Државниот завод за статистика, некако демограф. Па ја и до сега не говорев како директор, ова говорев како професионалист. Али представник на ДЗС. Да. Но сега лично мислење, мислите ли дека може да се запре миграцијата, дека ќе се најде модел да се запре, бидејќи по 15 до 20.000 луѓе годишно си заминуваат? Да не звучам јас политички. Не, Иако политичко денеска е тоа, моја да не звучам сакам, а иако тоа се политизира за жал. Сите искуства во Европа покажа дека оние земји кои пристапија во Европската унија го стопираа, ја стопираа емиграцијата. Имаат позитивни трендови на миграција. За разлика од Ама еве Хрватска нема. Сега ние Ама одиме ќе во има. Хрватска да работиме. Ма Хрватска скоро влезе. Така. Знаете, миграцијата е влез излез. Хајде да видиме колку влегуваат од Хрватска, од кај нас, од Србија, од Црна Гора, од Босна. Од други земји не знам. Така. Па скоро Да, од Македонија многу. Минатата година бе во Загреб, на Бан Јелачич ме служи човек од Филипини. Со прекрасен хрватски јазик. Да, имат и од Непал многу, баш ги гледам на Така е, непалци им значи тој од да. секаде. Имате влез и излез. Може и повеќе влегуваат отколку што излегуваат. Не ги знам се точно податоци, не сум ги гледал за немаат и тие за емиграцијата добра евиденција. Да видиме, ама Рековте има Европска позитивни унија. трендови. Сега, што ќе се случи, например, со влегувањето во Европска унија, емансипација дополнителна на жените, и тоа е добро. Да, веќе се случува и сето одамна, ама тоа, е процес сега. Сега процеси тоа е добро со емансипацијата и едноставно може да се намали наталитетот, односно фертилитетот кај жените и уште подоцна да Ете, ние тој процес во раѓате. принцип го завршивме. Во принцип го завршивме. Мислите дека веќе Секвенциона, некаде се уште има простор кај одредени популациони групи особено, примерно кај ромската популација, кај албанската популација, интензивно тој процес тече, кај емансипација и слично, кај македонската е завршено таму некаде 60-тите години. Клучниот фактор на драстични промени во демографијата настана по Втората светска војна со процесот на индустриализацијата, кога имавме на огромен бран на миграција од селата кон градовите, каде што се формираа индустријски капацитети, кои што бараа работна сила, која што немаше во градовите, мораше да доаѓа од руралните населени места. Со доаѓањето во градовите, прво, она големо детно семејство веќе немаше потреба за физичка работа по нивите и слично. Од друга страна, условите за живот во град во станчиња од 40-50 квадрати не ви даваат ни можност да имат веќе образованието на кое што во повојниот период интензивно се обрнуваше внимание сите да бидат вклучени во процес на образованието, описменувањето и слично, даде резултати на многу краток рок на драстично намалување на влијање на наталитетот. И до некаде се емансипира. Причината образованието е клучната причина, и тоа се тоа што го кажа друго. Сега емансипацијата во кој смисол на зборот? Не е само емансипација ви да имате знаење, да станете едноставно фактор. Жената стана фактор, предходно беше домакинка. По домакинка се подразбираше ви имате врска да раѓате деца да ги чувате и да го храните домакинот. Не, денеска жената и треба да биде стана фактор во општеството. Мислам, одамна и се повеќе и повеќе станува фактор во општеството. И тоа треба да се овако. Вие не можете да ограничите, со кое право ќе го Дали ограничите? можеме реверзибилен процес сега, некој да рече, сега малце ќе ги вратиме пак домакинки за да раѓаат? Во 21 век. Добро, еве поставам прашање дали е Не можно. сме во 15 век.
Добро, окей, да прашам јас. Нема шанс. Мислам, бидејќи Не- може такви политички нема детки што ќе шанс. ти доволат. Па спомнете ќе го ти тоа на сопругата, ќе видите што ќе ви се Не, случи. ја тоа работа, мислам, Ќе не, видите, ова не, не е личен став. Не, Вака, дали е а, можно, прашајте ја. Не, кај смеам да ја прашам, мислам, чекај, се знае кој е глава во куќата кај нас. Сопругата па сите ние останати. Така што тука нема, кај мене е решена еманципацијата многу одамна. Дефинитивно тоа нема шанс. Добро, јас зборувам за Нема политички шанси движења, да ја не случи зборувам. во Северна Кореја, камали тука. Добро, окей, видете, јас сум изгорен од политиката во оваа држава, 30 години сум новинар, се може да се случи. Нема политика што може да Добро. влие. И за крај испуштивме моментот, токму е за еманципацијата на жените и дека примерот со Грција го спомнавте со влегот во Европска унија 80-тите години, дека имаше нагло пат со влезот во Европската унија на наталитетот, на фертилитетот, но дали така остана и понатаму. Кој што Она што го кажавме за мерките кои би требало за да имаме подобри демографски околности. Тие секако би промениле во однос на емиграцијата, ама никој не ви гарантира дека ќе направат промени во наталитетот. Можно е, ама не мора да значи. Пример за тоа ви го кажав Грција, со влизот во Европската унија, кај што драстично се зголеми економските карактеристики на самото население, бидејќи, знаете, па Грција имаше таква политика да повеќе социјални давачки и така натака во тој период, па имаше заради тоа влего и во економска криза, меѓутоа стандардот, личен особено, семењот се дигна страшно високо, и сите очекува дека ќе има, а тоа имаше многу низок наталитет Грција, дека ќе има позитивно влијание. Напротив, имаше негативно, бидејќи таа традиционална улога на жената како домаќинка се смени преку ноќ. Жената почна да станува се повеќе и повеќе, стана фактор и таму, особено, кажам, со заживувањето на економијата, и тоа не само економија, се оно останало што го носи Европската унија како начин на функционирање, имавме дури и понатамошно намалување на наталитетот. Така да никош не мора да значи, овие мерки гарантирано овде ќе дадат резултат. Она на што јас сум сигурен ќе дадат кај миграцијата. Ако да, доволно е тука, ќе се зголеми наталитетот кај нас, бидејќи ќе има кој да раѓа. Така. Значи да останат у суштина жените, односно да останат луѓето, младите луѓе кои што можат да засноваат семејство и да имаат Така обезбедите за секој дете квалитетна градинка и услови овако. Па зашто не луѓето почнат да се решават за повеќе дете семејство? Нормално да може тоа економски да го поднесат како што треба. Ако имаат квалитетно образование, кај што тие деца ќе стекнат многу знаења и вештини. Ако уце пазарот на труд им гарантира дека тие нема само да останат дома чекаат работа. Значи ќе има влијание, ама може. Не мора да значи. Меѓутоа овој процес на еманципација што го нарекувате, ние го завршиле 60-тите години. Заедно со паралелно со процесот на индустриализација, особено на задолжителното образование. Така. Значи останува да е сопреме миграцијата. Клучниот фактор. Добро. Се надевам нема ова да го сватат сега некои политичарите да не раскараат со цел свет, па никој да не прима, односно да треба визи и пасоши и се тоа. Ќе најдат начин да отидат и тогаш. Али нема да биде вака начик. Не, ова беше малце политички од мене коментар. Ќе најдат тогаш начин. Наоѓа, па претходно имаше визи па одеа. Така е. Во секој случај треба да се најде моделот. И денес треба за нас работна виза. Вие можете да одите како турист некаде, ама работно да останете. Но генерално, значи да го завршиме овој подкаст тука некаде. Значи, ако се сопре миграцијата, годишно ќе се остануваат во државава не со административни мерки, туку за да си сакаат да си останат луѓето во државава, годишно ќе имаме, ќе сопреме да излегуваат од 15 до 20.000 луѓе. Нека не излагаат 10, помалку 10.000 излагат, ќе бидеме среќни, камоли. Тоа се оние луѓе кои што помалку да излегуваат, ќе бидеме пак. Тоа е тоа. Ви благодарам што бевте дел од овој подкаст. Беше задоволство. Се гледаме во некоја прилика друга, тоа беше се. Се гледаме, чаоте.